Во денешното издание на Деница накратко од нашите колеги ќе дознаеме и што е актуелно и во останатите градови, односно во регионот. Најпрво одиме во Кичево, каде што линковски го имаме колегата Бранислав Стојановски, кој ќе ни каже нешто повеќе за втората поред младинска керамичка работилница во селото Вранештица, која ќе трае до 27 јуни. Бране, добро утро, дали се слушаме? Добро утро, Бети. Добро утро до сите гледачи на Мега телевизија и се разбира до утринската програма Деница. Како што кажа, тука сме на 12 километри од Кичево, во прекрасното село Вранештица, село познато по гранчарскиот занаед, не само во Кичевско, туку и пошироко во нашата држава. До 27 овој месец тука ќе се одржи втората поред младинска керамичка работилница, проект кој што е со поддршка на националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево и секако како проект на Министерството за култура на Република Македонија. Ова утро, како мој прв соговорник, го имам професорот Гоце Стоилковски од Државното уметничко училиште Лазар Личеновски од Скопје. Професоре, добро утро и благодарам што одвоивте време токму на почетокот од вашата работа тука во селото Вранештица да бидете ова утро заедно со Мега телевизија. Добро утро и од мене и благодарност до вашиот медиум што ни овозможивте да не промовирате во Република Македонија за овој проект отварање на втората, како што кажавте, поред младинска керамичка работилница во село Вранештица, Кичевско. Така, професоре, вие бевте дел и од минатогодишното издание на младинската керамичка работилница. Еве неколку дена ќе бидете тука во Вранештица. Тука сме, да кажам, и во дворот каде што се наоѓа работилницата на мајсторот Слободан Столески од село Вранештица, мајстор кој што ќе работи заедно со учениците вклучени во овој проект. Може ли еве да ни кажете што точно ќе содржи самата активност на работилницата овие неколку дена во работилницата на мајсторот Столески? Да. Во работилницата на мајстор Столески ќе изработуваме, значи, она автентична македонска керамика, грнчарска керамика. Мајстор Слободан Столески ќе ги изработува предметите на гранчарското колце или грнчарско тркало и посем тоа децата со мала деформација ќе се задржи автентичноста на самите предмети, со мала деформација ќе се деформираат, но да бидат пак во некаква функција тие предмети, да бидат функционални, нели како што се самите грнчарски предмети, наменети за домаќинство, за градежна керамика, за било каква керамика. После тоа, значи, ќе ги сликаат самите предмети, ќе ги глазираат, ќе ги енгобираат и на крај ќе бидат испечени самите предмети и последна етапа од проектов ќе ни биде изложбата во Домот на културата Кочо Рацин од Кичево и во Средното уметничко училиште Лазар Личеновски. Спомнавме дека самиот назив е младинска керамичка работилница, што значи дека сите тие што ќе учествуваат во работилницата се од помладата генерација. Може ли еве да ни кажете кои се тие учесници, односно ученици од кои училишта и од кои градови на работилницата? Да. Учесниците се од Домот на култура Кочо Рацин, од ликовниот клуб во Домот на културата, ученици од Средно училиште и ученици од Средното уметничко училиште Лазар Личеновски од Скопје. Тоа се средношколци и се надевам дека ќе придонесат и оваа година за дополнување на таа збирка што е започната од првата керамичка работилница. Професоре, убави се ваквите моменти, нели, кога вакви стари занаети на некој начин им се предочуваат, им се представуваат на помладата генерација, на учениците. Можам слободно да констатирам дека селото Вранештица може би е единственото каде што овој занает се уште се негува.
во регионот, а мислам дека и во целата држава. Што е причината? Зошто овој занает е ставен во оној дел на занаети на изумирање? Дали можеби, освен ваквите настани, ваков тип на работилници, треба да направиме и нешто повеќе за да ги анимираме и помладите, меѓутоа и постарите, да се вратат можеби на овој квалитетен занает кој што може да се каже дека на времето можеби добро се заработувало. Да. Како што рековте, да, тоа е и целта на овој проект, на оваа керамичка работилница. Значи, да се крене малце мотивација и, како да кажем, во целата држава и до сите јавни медиуми, до целата популација во државата, да се обрне малце внимание на тие во изумирање занаети. Еден од тие занаети е и керамиката. Значи, керамиката се работи исклучиво само во село Вранештица, како помасовно на некој начин. Додека има и во другите некои села и градови, ама тоа се останати по еден до двајца мајстори. Овдека во селово па работат повише мајстори и единственото место во Македонија што е останато со поише гранчари што изработуваат на гранчарски производи керамика. Споменавте дека на минатогодишното издание на Младинската керамичка работилница сите изработки кои што произлегува од неа беа потоа презентирани преку одредена изложба која што беше во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево. Кога да очекуваме овие производи што ќе излезат од втората поред Младинска керамичка работилница да бидат изложени пред кичевчани, пред сите оние кои што сакаат да ги видат? Па мислам дека тоа ќе се случи на крајот од летово, почетокот на есента, таму негде кај 10.9.2016 мислам, по тој период дека ќе се случи изложбата во Домот на културата Кочо Рацин, па ги повикувам сите љубеници на уметноста и посебно на керамиката и на таквите занаети што се во изумирање да повелат и да ја посетат изложбата. Почитувани, како што кажав, тука сме во дворот, односно веднаш до работилницата на мајсторот Слободан Столески, кој што е воедно и домаќин на оваа Младинска керамичка работилница. Мајсторот Столески е веднаш до мене. Добро утро и да ви се заблагодарам што не почестивте еве да бидеме ваши гости ова утро, освен нели сите кои што се вклучени во Младинската керамичка работилница. Кажете ми какво е чувството овој занает со кој што вие долги години наназад се занимавате, да им го пренесете на некој начин еве на младата генерација? Добро утро и поздрав до телевизија Мега и до сите присутни гледачи кои не гледаат и најмногу до учесниците кои ќе бидат денеска тука со мене и ќе изработуваме разни предмети и чувството е многу големо. Не враќам назад во младите години кога јас, например, почнав да работам со овој занает уште од мали нозе и така имаме искуство втора година во поред. Ние ланската година поминавме многу добро, се изработија доста предмети кои после беа изложени на во изложбениот салон во Домот за култура Кичево, па потоа беа и во Скопје во Средното уметничко училиште и се надеваме дека и оваа година ќе бидеме успешни и малце поусовршени од претходната. Господин Столески, рековме дека долги години го работите овој занает. Во Вранештица се уште има и други мајстори и други семејства кои што активно се занимаваат со овој занает. Кажете ми, еве, вие секако сте почнале, рековте, многу одамна од мали нозе, дали е тоа можеби еве наследно во вашето семејство, дали со истото се занимавале и вашиот татко, вашиот дедо или вие сте првиот во вашето семејство? Па да, овој занает е наследно, се занимаваше мојот дедо, па татко ми исто работеше, па и од него јас, например, го научи занат и така една традиција и во нашето село, например, гранчарството се работело многу одамна и позади нас имаме тука уште, ние ги користиме тие печките уште од железно време, што биле и таа стара традиција имаме зачувано, задржано и на автентичноста. Днес не, например, со некои понови така усовршени печките, а ние уште го тераме тоа старото што е традиционално. На жал во село во времето имало околу 100 гранчари во од 80-тите неде години. На жалост се уште сме 15 селото кај што работиме, што се занимаваме со тај занатот е на изумирање, како што кажи професорот.
И сега овие последни години има некои така деца заинтересирани што сакаат на пример да зачуваат таа традиција да не изумре скроз. Иначе како што иде времето, занатот е стварно на изумирање и еден апел до државата да го заштити ако може, кој што во другите држави заштитени тие стари занати што се на изумирање. И се надевам дека и мојата черката помалата е заинтересирана. Лани беше учесник на ова работилница, ви годинава ќе биде. И се надеваме дека ќе го продолжи понатаму да го работи. Значи, после Слободан и неговите наследници продолжуваат да го негуваат овој занет. Па се надеваме дека ќе биде така, да отие еден добар занат, содржи, например, доста уметност во него, не е некој тој занат се работи со чев, со душа, со волја и така. Слободан, има ли интерес, не само од помладата генерација со која што вие секоја година стапувате во контакт, им ги пренесувате тие вештини на изработка на керамички производи, дали има интерес овој занает повторно да се воздигне на некое ниво? Значи, секако дека е потребна во моментов и поголема поддршка од државата, меѓутоа, дали кај луѓето постои таков интерес? Може ли да се живее или да се преживее ако се занимавате единствено со овој занает? Дали е исплатливо? Па овој занат е многу тежок занат, не е така едноставно лесен и за жал, например, сите земаат некои субвенции, ние, например, овој занат немаме ништо, никакви субвенции од државата, такви работи што, а доколку би го зела државата под заштита, и него тогаш би било подруго, например, младија би се одма преориентирале на тоа, не би барале, например, вработување, самите би се работеле со занатот и колку толку што се вика че ваѓаат една плата за преживување. Иначе сега е ситуацијата таква што и многу има наплив од странски држави, доста, например, тие нивни предмети што се носат тука и тешко е оди продажба, немаме организиран пласман тие работи и затоа е не остајни самите на себе, на фактички на едно преживување од занатот. Сигурно дека имате и интересни случаи, може би досега при изработка на одредени керамички производи. Во неврзаниот разговор што го имавме пред да се вклучиме, ми споменавте дека сте биле дел и од екипата со режисерот Милчо Манчевски за снимање на еден од неговите филмови. Може ли еве нешто повеќе околу тоа? Па да, филмот Прашина, кога се снимаше на Милчо Манчевски, сета гранчарија што изработена во него, мој работев јас тука. Тоа беше во тие години, тогаш и се бараше, например, стрикно тие производи што од така стари модели, некои традиционални, што се изработувале и све беа во таков модел изработени и беа во тој филм. А исто ланската година снимавме тука еден аматерски професорот Јован го снимаше филм и добивме трета награда на Манаки. Што би им порачале на сите оние кои што на некој начин може би се двоумат околу вклучување во овој занает, во изработка на керамички производи, што би им порачале? Знаеме дека и самото користење, не само изработката, туку и самото користење на керамичките производи првенствено е здраво. Нели, разговаравме околу тоа која е разликата и кога се пие вода од керамички производ отколку во стаклена чаша или шише или што и да е. Па сега моментално доста, например, од тие етно ресторани користат тие, например, нашите производи што се тави, тавчина, например, бокали за вино, за вода, тие работи. Храната е далеку многу повкусна и секоја една храна што подолго време се работи, например, во земјени производи, таа е повкусна и поквалитетна. После нашата глина чиста природна, нема никакви додатоци во него, хемикали и се. Тоа е чисто од природата, како што се копа, така се работи, се пече, се онади. И обична на вода во долињата наши, например, што е да се напиеше далеку повкусно нешто да пиеш во тие пластичните или другите работи. И би препорачал на сите кои сакаат, например, кои имаат волја и разбирање и уметничка душа да покушаат да пробаат. Не е толку многу тежок некој занат. Секој некој сака може да го научи да го работи. И повторно да се навратиме на она што ќе се случува овие денови токму во твојот дом, во твојата работилница. До 27 ќе трае втората поред младинска керамичка работилница. Може ли еве накратко само да ни опишете на кој начин ќе се произведува еден керамички производ? Колку етапи, колку фази има додека стигнеме до тој финален производ и што значат временските услови? Имаме еве овие денови на вистина топло и сончево време, дали тоа ќе ви оди во прилог или може би не?
Па прво за производство например на еден предмет е потребно например глината да се припреми, да се измели, да се обработи, да се за да дојде до гранчарското колце и секој дете например си има своја замисла на секој еден предмет. Зависи например тој како го замислил, а истото ја например ќе му го изработа на колцето, после тој го зема например, го декорира, го црта, го Временските услови ќе бидат добро, пошто например е топло времето, тие може например брзо се сушат и може одма да се обработува, например, пошто е, а иначе доколку би врнежливо било, не може одма да се работи, тој производ мора да се почека малку да се исуши па да се работи, се декорира и тие работи. Очигледно дека времето ќе ви оди во прилог и се надеваме дека ќе видиме на вистина убави производи кои што ќе произлезат и од оваа младинска керамичка работилница. Јас уште еднаш би се навратил на професорот Стоилковски. Професоре, да ги споменеме и останатите ваши колеги кои што ќе бидат вклучени, сите оние, да се подсетиме уште еднаш, кои што се учесници и сите кои што го помогна овој проект наречен Младинска керамичка работилница. Да. Ќе биде вклучени домот Кочо Рацин, како што кажавме уште на почетокот. Со мене исто ментор ќе биде професорот Јован Јовановски од Кичево, Наумовски, се извинувам. И како што кажавме, гранчарот Слободан Столески. Се надевам дека ќе си поминете убаво и дека, како што кажав, навистина ќе излезат прекрасни керамички производи. Уште еднаш да упатиме апел, значи да овој занает го оживееме преку вакви проекти, преку различни проекции, настани, изложби со кои што ќе се анимира по широката јавност, да може да не само пасивно, туку и активно да се вклучи во начинот на изработка на вакви керамички производи. Да, да се надеваме дека ова ќе допре до ушите и до цела јавност на Република Македонија и сите што сакаат, кога ќе биде отварањето на изложбата на 10.9.2016, нека повелат да видат колку е квалитетна таа македонска керамика и колку може да допринесе за едно општество, за една култура, за еден народ, за неговото битие. Пред се би сакал да се заблагодарам и уште еднаш на вас како медиум, што ни овозможивте ова да допре до целата македонска јавност и ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас. Студио, овде веќе можам да забележам дека и учениците се веќе пристигнати. Работилницата на мајстор Столески е спремна и очекуваме овие неколку дена на вистина овде во Вранештица, во работилницата на мајстор Столески да се работи максимално и да произлезат на вистина прекрасни и убави гранчарски производи.